Почитувани медиуми, почитувани граѓани. Вчера информиравме како еден од нововработените кадри на СДСМ го уништил службеното возило на Центарот за социјална работа. При тоа, управувајќи без возачка дозвола. А денеска презентираме уште еден случај на негрижа кон општествениот имот. Ова зад мене е подрачното училиште кое требаше да го олесни секојдневието на родителите и децата од населбите Сточен пазар и Жабино мало. Училиштето кое требаше да го носи името на заштитникот на градот Прилеп, Свети Никола. Поради неспособноста на локалната власт на СДСМ и градоначалникот Илија Јовановски, не го дочека своето отворање, па денеска истото се уништува и е предмет на кражби. Се работи за инвестиција во вредност од 10 милиони денари на претходната локална власт, предводена од ВМРО од ДПМН. А тука требаше да учат околу 170 деца до 5-то одделение. Градоначалникот Јовановски веќе трета година ја предводи општина Прилеп, но заборави дека и во својата предизборна кампања вети ново училиште во оваа населба. Денеска повторно го потсетуваме дека тука веќе е изградена нова училишна зграда и дека само поради неговата негрижа и неспособност од оваа зграда позади мене ќе останат само ѕидови. Одговорноста за тоа ќе биде само негова, а децата од овие населби поради Илија Јовановски и понатаму ќе посетуваат настава далеку од своите домови. Жално за сите е кога ќе се види една ваква слика. Наместо тука, во изминатите 3 години да се слушаше детскиот джагор, да се отвораа нови работни места за наставници, тврдоглавоста и суетноста на Јовановски и СДСМ беа пресудни. Па овој во наводници ВМРО-вски проект е оставен секојдневно да се уништува. Почитувани вообразени од власта. Заборавете на политиканството и изговорите. Фатете се за работа и спасете го ова училиште додека се уште има време. Во спротивно, за ова уништување на општествениот имот ќе бараме одговорност, а ви останува само уште малку време од соочувањето со народот. А тогаш ќе го видите одговорот на вашето неработење и пустошење на градот. Ви благодарам.